колега Иванов, додека беше во опозиција, Зоран Заев постојано ветуваше дека Социјалдемократскиот сојуз ќе предводи влада која во целост ќе ги спроведе потребните реформи што ќе донесат правда, еднаквост и живот за сите граѓани. И кога Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт, и тоа спротивно од волјата на граѓаните, се исплаши токму од правната држава и од владење на правото за сите граѓани. Затоа се побара смена на јавниот обвинител Зврлевски. За само 80 дена Социјалдемократскиот сојуз покажа како за краток период Република Македонија може да ја вратат еден век назад, односно од една правна и демократска држава направија див закон. Од сите овие изјави на господинот Зоран Заев, неголема корист ќе има Бубо Каров. Сигурна сум дека слушајќи ги секојдневните изјави на Заев кога зборува дека треба да владее правото и правда за сите граѓани, јас сум сигурна дека Бубо Каров секојдневно се инспирира од ваквите смешни и неодржани изјави на еден аболициран криминалец да зборува за правда за сите граѓани. И по завршување на мандатот на оваа влада, верувам дека Бубо Каров ќе произведе комедија на скечеви со кој што ќе ги засени и Монти Пајтон. Да се зборува дека сакате Република Македонија да направите правна држава, а при тоа да сте аболициран и против вас да има обвиненија, и вие, наместо да инсистирате јавниот обвинител да остане на таа позиција, се додека не се разрешат овие обвиненија, односно нема конечна судска разрешница, напротив, барате смена токму на оној од кој што и најмногу се плашите. И што е уште почудно е зошто колегите од Социјалдемократскиот сојуз седат тука и молчат. Тие што се на годишен одмор одмараат, но колегите што се тука се во период, односно седат, молчат, имам впечаток дека естивираат. Дали вака ќе продолжат во иднина, ќе видиме. Но граѓаните ги избрале тука да ги представуваат, да се борат за нивните интереси и да го кажат тоа што граѓаните не се во можност. Затоа се пратениците тука, да го пренесат гласот на народот. Благодарам.